Почитувани гледачи, добро вечер, добредојавте во уште едно издание. Вечерва гостин во студиото е Сашо Панговски. Сашо, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, Јанко. Ова е второ, трето твое гостување со... Второ официјално. Трето онака. Кога беше, едно имаше кога беше собирањето на подписи и така. Добро. Со Петар, со Петар бевте тука. Игор, така. Одлично. Ама се одомаќинив овдека, да ти кажам. Мило ми е. Твоето гостување е во рамките на локалните избори 2021 година и интересно изненади дека влезе во кандидатура. Те молам малце повеќе за што се кандидираше, за каде се кандидираше и првото и основно прашање и зошто се кандидираше. Еве, прво сакам да ти подарам една мајца како што носам јас, пошто ја ми Секој стана. подарок сега може со за радиодифузија да го пропише. Ова си е мајца што нема врска со некоја политичка пропаганда, ова е повеќе политичка порака, еве. Може да видат гледачите. Зверна мајка ти. Да. Кој како си го разбере. Значи мислам дека ќе ти биде добра. Да, добра ќе биде, кога ќе ослабам 20 кила, ќе биде одлично. Па тогаш и мотивација ќе ти биде. Да си ја носиш. Или ќе ја подариш на некој послаб. Какво подарување? Јас имам нешто влашко у мене, кој знаеше. Вака се да ти одговорам на прашањето. Да. Мојата кандидатура не дојде толку неочекувано како што луѓето мислат. Ние имавме уште минатата година обиди, нели, со тие листите создавање, да направиме некој политички пробив и се со цел да вметнеме нова вредност во политиката. Затоа што идеме со тоа, технички те молам одговори. Значи, се кандидирам за градоначалник на Ѓорче Петров со помош на партијата ТМРО на Ванчо Шехтански, која беше доволно љубезна да не поштеди од макотрпното собирање подписи. Така, уште поинтересна комбинација. Зошто ТМРО? Па да ти кажам, зошто бойкотирам ти доста нели како се твоето движење се викаше движење бойкотирам, да. Движење бойкотирам. Значи не го регистрираше во политичка партија, туку на Шехтански ТМРО. Да, подоцна ќе ти го објаснам абсурдот на политичката партија, на постоењето на политичката партија во Македонија. Не беше некој специјален извор ТМРО. Јас добив лично, јас ти кажувам, не движењето, јас уште која најавив мојата кандидатура на мојата емисија, реков ќе се кандидирам. Некој ми рекоа супер ти се ставува на мојата емисија што иде на YouTube. Така. Подкастот. Супер ти се ставува, би можел да настапуваш да имаш некоја политичка улога во ова политичко милје и први на ред дојдоа, нели ние се обидовме на овие речи ги парламентарните избори, не собравме подписи и решивме да најдеме како некој научно-фантастичен речи го научно-фантастична терминологија да кажам, решивме да најдеме домаќин за нашето паразитирање на листите наместо да собираме подписи. И собираш употреби множина, тоа значи не си само ти, има и други. Не сум само ти, значи доволно. Само јас, само ти. Да, не сум само јас, а не си ни само ти. Ја не сум, не дај Боже, пупус краја, да? И значи има и други членови од бойкотирам кои се кандидира. Да, има Гоце Ако се блокира, окей. Не се блокирав, него Ѓорги Гоце Цветковски се кандидира за Охрид, а Петар Котевски ја создаде листата советничка за Битола. Немогуче, од кај па Битола? Да. Се шегувам. Поздрав до Петар. И мотивот беше, значи да ти одговорам до крај на прашањето, имав лично јас, не движењето, имав понуди од повеќе политички партии. Добро. За да ми ја позајмат нивната листа, тоест да фигурирам на нивната листа, но ТМРО беа и најбрзи и да речам најблиски со она што ние како движење бойкотирам го имаме како некој
сиви, да кажем. Вака, да објасниме малце и на гледачите. Мојот повик за покана беше општи до сите. Кој прв се пријави, тој доби. Ја сам се пријавив. Да, секако и ја ти благодарам поради тоа, како што ти си благодарен што и ти дозволувам и ти давам, ја ти благодарам за почита, што сметаш дека е место каде што треба да ги изразиш ставовите. На овие избори има 54 партии и јас се извинувам, не сум запознат далеку од тоа кој се е тука. ТМРО дали има и ТМРО дали има своји кандидати на некои други општини? Добро, да не навлегуваме во тоа. Што е работата. Слободно. ТМРО си има во 20 и нешто места, не знам сега точно кои се, пошто сум преокупиран со мојата кампања, си има и листи, и кандидати за градоначалници. Знам дека во Бутел ни беа гости од Бутел и Кисела Вода, има 2 дами за градоначалнички и нели комплет со листи, но беа доволно великодушни. Мојата листа, тоест јас што го предводам, кај што се кандидирам во Ѓорче Петров, листата што ќе биде позади мене да си ја направам јас сам. Истото беше и со Петар, истото и со Гоце во Охрид. Значи, колку има на твојата листа? Па тоа варира од местото. Кај мене има 23 збориме за твојата советници. листа. Сакаш да збориме за значи мојата листа ќе ти кажам накратко, затоа што моето лично на ТМРО партијата што е слоган, мојот слоган за овие избори е еден од вас. Значи, оној што го гледаш во автобус, оној што го гледаш у маркет, оној што го гледаш како вози точак по истата патека како тебе, што седи до тебе во автобусот, што пешачи на истите места кај што пешачиш ти. И таква е и листата. Значи, кај мене на листа, јас тоа не дека не познавам, знам и суди, и адвокати, и доктори, у ова делување што е со движење бойкотирам, имам склопено многу познанства и меѓу нив многу и видни луѓе. Не ги ни прашав, мојата листа е составена строго од луѓе од населбата што се средна класа. Значи немаат никој титула. Единствена титула што ја имам средна класа јас, во Македонија е оксимора. Уништена е. Средна накај долу. Значи кај мене ќе најдете и продавачки во маркет што се на листа, и обични службеници во нека фирма, значи сите се најобични пензионери, млади, деца, невработени. Мислиш дека такви луѓе ако влезат во совет можат да направат некоја позитивна промена, бидејќи тоа е една нова сфера, ново искуство? Мислам дека таквите луѓе се најдобри за борба против системот, затоа што највише го имаат осетено немилосрдноста на овој систем во кој живееме врз своја коша. Ако сакаме промена, не може некој конформист кој во име на пријателство со овој, оној, трет или четврт, нема да ги предизвика промените, тоест да го предизвика системот и да го направи ние она што го имаме за цел, да запре и да се ресетира. Те молам, Сашо, дефинирај ми зошто се кандидираш? Јанко, од немукаец се кандидира. Кога би имало партија, човек, личност или каква и да е политичка форма, што би ги застапувала конкретно моите ставови, јас само, моја должност би била само да отидам и да го заокружам бројчето на листата. Во моментов, и јас и Петар, со Петар ти подобро се знаеш, ти знаеш дека он не е човек што се пика у нешто ако нема потреба. Си има човек и бизнис, и работа, значи не му фали адреналин у животот, па сега или нешто на сивито, некоја штикличка. Ние сме исполнети луѓе, семејни луѓе и ова го правиме затоа што оние што ги плаќаме да ги прават работите место нас не функционира. Сега имаш ти кампања, сега се правиме на овие локални избори, првата глупост што ќе ја слушнете од сите мејнстрим политичари е локални избори се за комунални прашања. Тоа е најголемиот политички булшит што ви го продава сите до еден што ќе го изговорат тоа. Ова е многу интересно и сега се надевам дека ќе добијам одговор, затоа што вие со движењето Бойкотирам имавте една општо политичка
агенда која Апсолутно. ја опфаќа историски, културолошки од ваше видување, исправно или не наблегувам, тоа беше ваше цврсто видување за она што е Македонија, дефиницијата нејзина. Сега е малце тешко како ова може да се врзе со локални избори и сега се надевам дека во наредниве реченици и минути убаво ќе ми објасните како тоа може да се делува толку широко и високо, а во локални избори. Точно, сите викаат дека и сите имаме представа дека локалните избори се за локалните проблеми. Тоа е погрешна политичка перцепција која се пласира на македонскиот народ 30 години. Овие избори се за ова, овие избори се за она. Еве да ја земеме тезата дека овие се локалните избори се за таквите комуналните прашања. Минатата година имавме парламентарни избори. За какви прашања беа тие избори? Дали беа тие за името и за договорот со Бугарија и за, не знам, високи политики, како што тоа викаат штаботомите? Да. Дали беше спомнато тоа од некој, освен можда од Апасиев заради резултатот да го добие оној што го доби? Само од Апасиев. Најголемата опозицијска партија, која денеска ни го продава филмот дека овие избори се комунални, некои други избори се за името за бугарскиот договор, ја молам, ако има некој да ми каже, не, кои се тие избори, затоа што минатата година имавме парламентарни избори, не беа и тие за името, пред минатата имавме председателски избори, и тие не беа за името, еве и локалниве не се за името и за бугарскиот договор. Кои избори им се нив за името? Или треба да измислиме некои четврти избори, кај што ќе се дискутира името? Зашто викам дека... Не е тоа референдум? Зашто викам дека локалните избори се за секое прашање што го тангира македонскиот народ? Зашто? Еве, ќе ти кажам во мојата перцепција која е. Јас живеам во општина Ѓорче Петров. Таму живеат одреден квантум македонци. Таму ти гарантирам дека живеат голем квантум на македонци кои не се задоволни од промената на името. И сега нив треба да им речеме чекајте некои избори мистични што се за овие прашања, пошто видовме дека председателски, парламентарни и локални не биле. Секој е за нешто друго, но никој не е за ова. Забораваат луѓето на еден факт. Пред 20 години албанското знаме не беше официјално во Македонија, туку беше само ова знаме официјално во Македонија. Само ова. Пред 25-6 години. Само ова знаме беше. Но тогаш, пред 25 години, се јави еден мангуп што не ја купуваше приказната на денешниве големи политичари, дека локални избори не се за овие комплицирани прашања. Тој политичар се викаше Руфи Османи. Руфи Османи, добро. И тој, како градоначалник на општина Гостивар, го стави албанското знаме, иако тоа не беше никаква надлежност на општината и никаква ингеренција на градоначалникот, и ги памтиш ти си од постарата генерација настаните. Дента кога девалвација имаше на денарот, Бранко Црвенковски имаше интервенција во Гостивар и Фрчковски интервенираше, Фрчковски тогаш како министер за внатрешни работи, влезе во Гостивар, имаше пукање, имаше жртви, го симнаа тогаш албанското знаме. Денес да те прашам, какво знаме е второ знаме во Македонија? И си прошол некојаш на кај Охрид, си прошол. Секаде се вее албанското знаме. На секоја општина македонското и албанското знаме. Тоест ќе речам на грчев знамето. Тоа е плод на работата на еден човек, Руфи Османи. Дали градоначалник има ингеренции во полицијата? Не. Ама тоа не го спречи Џо де Блазио во Њујорк. Така? За да интервенира во некои полициски работи. Значи, не сум запознат, извини малку што... Да не ја ширам приказната на странски... Ти си знаеш тај менеджмент како ќе ти биде слободно користи го времето. Еве јас ќе ти кажам што планирам јас во Ѓорче Петров. Одлично. Јас планирам... На некој начин детектирањето на проблемите кои вие ги имате се оние од старото, значи промената на името, идентитетот, преговорите со Бугарија и така натаму. И сега сметате дека можете да делувате
да делувате локално. Дали тоа може да ги запостави па локалните проблеми, комунални? Зборам, луѓето уште имаат проблем вода, канализација, инфраструктура. Не се секире. Но Луѓето имаат 30 години, ги имаат истите, ако си примети. добро. 30 години во Ѓорче фалат што? Канализација, во Волково, водовод во Кучково, градинки, школи и сали. Во 30 години ние сме имале, па да не кажам 12-13 различни градоначалници од двете партии најголеми. Така. Јас истражував малку и проверив од 2000-та, од 2001 година, втора година, локални, не 2000-та, па 2005-та, па 2009-та. Значи, во секоја програма на СДС и ДПН од 2000-та до денес, секогаш во Ѓорче фали што? Погоди. Градинки, канализација, водовод, сјалици, игралишта детски и се што фали и денес. Значи, јас те прашувам тебе логички. Ако вие две партии 30 години ја имаат само они власт и секој избори ги ветуваат истите работи и на секој наредни избори фалат истите работи, што е проблем? Ја ќе ти кажам што е проблем. Проблемот е што на власт доаѓаат должници. Сега имаш ти, мојата кампања сигурно или не си ја приметил, или малце си ја приметил. Тоа е, знае зашто? Затоа што немам јас 400.000 евра да ги фукнам у кампања. Јас идам пешки, од врата до врата. Сакаш да покажеш што е разликата помеѓу градоначалник и послушник? Апсолутно. Јас ако станам градоначалник, кој ќе станам убав Freudian slip, кој ќе станам градоначалник на Ѓорче Петров, јас нема, у моментот на преземање на функцијата, нема да должам никому ни денар. За разлика од моите конкуренти, кој нивната кампања кошта 1.000.000 евра, 800.000 евра. И сега ти сакаш од човек, што ова столче, градоначалничко, го должи некому да работи за тебе, па тој треба да се раздвижи партијата, тоа кошта. Партиите вложуваат 10, 20, 30 милиони евра у кампањата. И ако тоа не се врати, они се убула. А пази, со кој пари играат они? Сега ми викаат ти, ехеј, смешни ти се тебе спотовите. Знаеш зашто ми се смешни? Затоа што ги правиме сами. Затоа што не ми доаѓа мене од Бугарија режисер со опрема од Србија, со не знам глумици од Шведска, па да ми ги снимаат спотовите и ја да му платам 100.000 евра. Значи ние снимавме у ист момент спотот, ние четворица со Никон апарати, мојот спот го снимаме. Значи на 5 метра од мене снимаш и легов спот со актуелниот градоначалник на Ѓорче. И се они не чекаат, пошто ние бучевме, кршевме некои работи, персонификација на Северна, и ние бучевме и вика, дечки, која ќе завршите? И тоа еден од снимателите вика за 15 минути, ја викам не, за сат време. Па добро. И сега чекаат пошто ние дојдовме први. Фино им дојде малци инат да им тераш онака контра. Да. И баш се пошаливме. Па легитимно е што. Се пошаливме со Шилегов, му викам, он нешто се спремаше, го шминкам, му викам, Шилегов, ние сме викам колеги. Како колеги? Му викам, ти кршиш Гали и ја кршам Северна. И тие камерманите вака се им се смее на луѓето, ама им се зема и 100.000 евра, разбираш, и мора така да се смеа. Ој не му беше смешно. Па не му беше смешно, имаше и други така малце дигови, што ги викаме ние од наша страна, дур снимавме ние. Он е прилично писна устав и ти си лошо гзе твојот ник, ама и он е прилично писна устав. Да ти кажам, ме знае, кој сум најверојатно затоа не вратија, пошто ме поздравија здраво, Саша, како си снимаш. И сега да ти довршам за поентата. Да, треба да довршиш поентата. Се уште не знаеме што нешто добро општо Македонија може да има од тоа. Ти сакаш да ме убедиш дека доаѓање во локална власт може да прави општа промена за националните чувства. Добро, повели. Еве ти ја првата добра работа што произлегува од мене како градоначалник. А тоа е? Значи, ако има теоретските избори, општина Ѓорче 5 милиони евра буџет годишен, теоретски изборам, не знам, може има 10, може има 3, не знам. Ако има 5 милиони евра, сите 5 милиони евра се за луѓето. Пошто ја не должам никому ништо. Што е тоа за луѓето? Значи, сите пари
се на жителите на Ѓорче. Ја не морам. Чекај, ќе им ги даеш со ваучери, ќе Не, им не, ги не, префрлиш на транзакцијски или? Фактички. Овие луѓе што ќе дојат од партииве големи, некој другар ќе имаат што дал 200.000 евро у кампањата, градежник, и ќе сакаат 3 дозволи. Некој другар ќе имаат сладкари, ќе сакаат 3 сладкарници. Чекај, сега идеш од тема на тема, да довршиме да ми е јасно. Значи, како тоа граѓаните ќе ги имаат тие пари 5 милиона? Големата партија мора да ги... Не, ти, батали ги партиите. Што ќе правиш ти со тие Јас не должам пари? никому ништо. Значи, јас не морам никому да му дам тендер, не морам никому да му дадам место за да гради, не морам ништо да правам превари, нити па морам да се одолжам на партиската каса. Добро. Или па да вработам 200 луѓе. Што значи тоа? Конкретно на терен? Конкретно, општината си почиња од нула. Сите пари се за општината насочени. Никому ништо не дужи. А овие дужници... Што значи пари за... Цел буџет на општината е за општината. За разлика од големиве партии... А зашто ќе ги даваш? Сакаш да ти ја кажам програмата? Да, те мога да ќе се вратиме на незе. Не, значи, Прва мислам дека точка. е легитимно во ова да ги кажеш Не. барем клучните точки Еве за ти, што еве ти. треба да се направи во твојата општина. Не клучните сите ќе ти ги кажам, но не сакам да навлегувам во програмата, ќе видиш и зошто. Сите, цела програма ќе ти ја кажам. И Прва пак точка. треба да се навратиш за националните, се уште не јасно. Не, еве сега тоа сакам да ти го кажам за првата стане точка, појасно. првата точка во програмата. Така. Број 1 е во првата недела менување на сите табли со северна што функционираат и постојат на општината, на територија на општина Ѓорче Петров. Како тоа ќе го направам? Лично јас со Штрафцигер и со Скала. Значи нема да наредам некому, не ти викам јас Јанко, ако ќе дојам, ќе им наредам на луѓето, значи да ги натерам некои луѓе кривично да одговараат, прекршачно е тој деликт е прекршачен и е парична казна, туку јас ќе отворам линија, телефонов ќе го ставам на располагање, пошто јас не можам да знам каде се има табли со северна стајано. Ова знаме, што го покажавме пред малку, ќе се вее првиот ден на јарболот на општината, како знаме на етничките македонци. Еве уште еднаш ќе го покажеме за да не биде Не, бидејќи за да не биде нејасно. Сакаш да кажеш дека бидејќи албанците имаат етничко знаме, Да, и ова е етничкото знаме и на етничкото знаме Македонија. на македонците. И исто така по тој речи го принцип, ова знаме ќе се вее првиот ден, не првиот ден, вечерта на победата ќе се вее пред општина Ѓорче Петров, а сите табли ќе бидат отстранети лично од мене. Првата недела, значи не знам колку табли има, не можам да ти речам еден ден. Воред. Лично од мене, значи ако има на некоја градинка табла северна, јас ќе ја направам од џеп пари. Ќе дам табла нова, ќе ја извадам таа и ќе ја ставам со Република Македонија. Со тоа што правам? Го почитувам Уставот на Република Македонија, кој со Преспанскиот договор, кој е фалсификат, не подпишан од председател на држава, е неважечки. Значи, ние постапуваме по неважечки договор. И за да им биде јасно на гледачите за што зборувам. Ако јас и ти, ако јас сакам да ти продадам, извини за го чепнав, ако јас сакам да ти продадам тебе стан, дали ти ќе прифатиш договор на кој јас не сум подпишан? Да ми ги даеш парите. Јанко, еве, ти си се подпишал, не мора јаве. Не, мора. Председател мора да е подпишан на законот, на Преспански договор, за да тој биде правен документ. Се додека, тоест нема веќе ретроградно подпишување, тогаш не се подпишал председателот Иванов и тој е објавен во Службен весник како фалсификат. Батето од Службен весник што го објавило така, тоа му е карта за затвор. Значи самиот Службен весник, тој примерот од 2019 му е карта за Идризов. Тој не знам дали знае, но ете ќе дознае, еве ако гледа ќе дознае. Преспанскиот договор. Вакви дела не застаруваат, гледам ако си лично запознат. Јанко, дали застарува секој договор си има правна форма како се подпишува. Ти вика продавач, купувач. Готово. Одиме понатаму? Само да довршам на муабетов. Значи, јас тоа ми вика, па што ако ги извадиш, они ќе стаат нови. Они ќе стаат нови, јас ќе ставам нови.
Што сакаме со тоа да покажеме? Дека Северна е толку силна колку будалите што мислат дека е вистинска. Значи ти викаш еј Северна, тоа е вистинска. Значи самиот си го правиш својот бугимен. Ти викаш дека е реалност Северна. Која е реалност? Северна мора да знаете, еве гледам вас луѓе. Северна е фалсификат базирана врз договор не потпишан од една страна која треба да го потпише. И не мора да го почитувате престанскиот договор. Како што всушност не го почитува ни Грција. Луѓе, Грција не го почитува. Мислам дека дури Митко Јанчев, Значи, кој нели важеше дека е прилично близок со новата власт и така натаму, изјави тој договор за надвор окей, ама за внатре не може да му е најде логиката. Не ми го спомне Митко Јанчев. Добро, се извинувам. Добро, се извинувам. Ајде, окей. Чекај, режија, сечи го овој дел. Thank you very much. Па добро, извини, ја мислев дека се поклопува во смисла не е битно. Не морав да го спомнам името, можев само да го спомнам. Дека има некој кој вела дека договоров за надвор окей, ама за внатре нема никаква логика. Значи да не разговараме повеќе за тој фалсификат. Само треба да дојде правилната клима и да има луѓе како мене, Петар, Никс, Гоце и да не ги редам Сања, кои што го памтат ова дека е криминал и кои што не се помириле со реалноста дека Северна е реалност. И во дадено време, овие луѓе што ти ги набрав и сите поврзани со процесот, ќе идат правно, не дека ја така сакам дека некого го мрзам, правно се дрзнале нешто што е правна норматива, да го во име на општо добро, како што викаат они, да го прескокнат. Тоа е исто ко сега да ти речам, слушај Јанко, твојот стан малце ни смета нас у аутопутот, сега јеби га, случајно е твој, ние мислиме да ти го срушиме. Знаеш дека на патот на Тетово има Тетово Скопје има една куќа што не го дала патот и што е коцка. Значи сите други ги срушили и човек го рекол, моја е тоа. Не ви го дам. Ама да ти даеме вака, не бе. И морале државата правно почитувајќи го тоа, морало вака да направи околу куќата на Бател. Тоа е правна држава. Неќу да ти го продам. И сега ти викаш, добро, ај реалност е. Дали тие што викаат реалност би се согласиле со следново, например, утре да примеме 5000 афганистанци и владата у реално време да ги смести кај што она мисли, пример кај тебе и мене дома. И ти ќе речеш, абе, чекај, не сакаме афганистанци дома кај мене, а не сум се согласил, а се согласи на Северна, не. И гледаш како си функционира, убаво. И ова ќе се навикнеш на афганистанци бе дома. Значи не смееме, поентата е, не смееме правото да го виткаме како нас ни одговара. Украл нашиот, тоа е добро, украл нивниот, тоа е зло. Мислам дека и живееме, Јанко, во земја во која пред 20 дена 14 луѓе изгореа живи поради таа Северна, затоа што не се запазил еден базичен стандард за градење на модуларна болница. Затоа што двајца бандити рекле, слушај да ти даваме контейнери, не мора тоа пожарна заштита, нема валјда да се деси, таква држава е Северна. И после ние се чудиме, од каде ова? Знаеш од каде? Од која прифати дека Северна е реалност, од таму е тоа. Значи ти кој ќе еднаш се согласиш на криминал, ти не можеш да речеш, добро, малце сум курва јас, 2-3 пати. Така, толку е. Сакаш да кажеш малце попристено да го кажам за гледачите, значи кога ќе се направи преседан во една работа, тоа после се отсликува низ целото општество. Тоа е твојата теза. Ти го гледаш заев. Сега се чудиме и викаме, многу е Ѓорче прљав. Размислија, психолошки ќе те прашам. Влези умот на обичен стечаец. Работи за 15.000. Не му стига за сметки, камоли за нешто друго. И ти чекаш тој од бурекот што го јаде осмина, да го фрли ке се рече, чекај види ги, им горат луѓе, ја сега ќе дојдам, значи мотивот, ја ќе дојдам ѓубрево да го фрлам у канта, ќе го фрли кај што ќе стигне. Од револт, не дека е нечист човек. Сашо, имаше еден представник на светските синдикати, кој пред едно 10 години држеше говор овдека и малта отрезнувачки беше, а луѓето уште не го разбраа тоа и многу ми се прашува зошто народот не реагира. И он кажуваше, вика, колку е, вика, работник, народ понадно, толку е потешко да му ја кренеш свеста и да го мотивираш за правење револуции. Револуции, големи промени прават
средна класа. Знаеш зашто народот? Знаеш Дали зашто... се слагаш ти со тоа Знаеш. дека секаде промените во суштина ги носат студенти, млади и средна класа. Народ ретко се народ се случува дури откако овие ќе покренат некоја иницијатива. Јас би ти кажал нешто вака. Така беше предавањето. До сега имавме ние дуопол. И што е наративот на двете најголеми партии, тука ќе спомнам и ДУИ. Значи, наративот е следен. Добро, може ние сме лоши, ама види ги па овие мали се. Тоа ти е наративот на другар ми Миленко. Значи, слушај, овие можда е лошо овој, можда е лошо оној, али види го, овој па е мал. Тоа е најголемата превара у историја. Мене не ме гласаат затоа што сум голем или мал, сега сум више на листата. Тука не може ништо да преземе ни ВМРО, ДПМН, ни СДС. Не можат ништо да преземат. Ако има у Ѓорче 15.000 луѓе, што позади параванот ќе го стават ливчето со заокружено мое име, јас сум градоначалник. И они тука не можат ништо да превземат. Фориве што ги валјат, наместено е све, џабе, се во цел за демотивација на луѓето да излезат на гласање. А што е задната цел на оваа операција? Да те демотивира да гласаш. Се слагам со тебе, има една работа што народот треба да ја свати. Значи, манипулации на избори апсолутно има. Но кога но само треба да знаат колку е зголемена се поголема излезеноста, шансите за манипулации се помали. Апсолутно. Значи, народ, не треба ништо да направите. Тезата е дека само треба да излезете во огромен број и тогаш ќе има најправедно гласање. Апсолутно. Ако има мала излезеност, манипулации значи, колку сакаш. Значи, јас не викам дека они не краат. Да. Но не е таа магнитуда што мислат луѓето дека они си ги пишат сами резултатите како што сакаат. Так. Значи, трага постои. Ако на Заев, ако на Мицкоски, ако не вие големиве на Врво, не име страв. На тоа чиновничето што дошло за 500 денари и што никој нема да го жали, што дошло у изборна комисија, и те како му е страв да направи нешто недолично така. Затоа што у некое фаталистичко сценарио, кога некој ќе рече чекај бе наместено е, он ќе го јаде. Разбираш? Тој малиот. И затоа ти викам, у таква магнитуда, не дека нема местења, местењата се у размер, ако некому треба 300 гласа за прв круг, 200 гласа, толку можат прв. Али кога ќе излезе масовно народ, не можеш тоа да го избалансираш. Тука се слагам со тебе. Сега, значи, идејата... демократија можеш да имаш реалност на избори, колку е помасовно, толку е пореално. Така. Што е идејата на големиве партии, ако си ја приметил тенденцијата? Мала излезеност. Гледаш, така. Значи, 120 пратеници се бираат и со 1.200.000 искочени луѓе, така. И со 300.000. И со 300.000. Ако се 300.000 што ќе искочат наши, а сите други разочарани што кажат, не може ништо да се смени. Па не може бато со седење у столица. Треба да искочиш и да ме заокружиш мене. И после речи не е нешто страшно или тешко. Значи тоа не е никаков напор. Никаков напор. У недела у блиската до тебе избирачко место, искачаш и заокружуваш Сашо Панговски. И ако после 4 години, значи ова ти е тест, ако после 4 години, тогаш можеш да речеш, пробавме и ова, не е ништо. Играта на големите е да ја смалат бројката на гласачи на 300, за да бидат тие 300, значи што поголема група, потешко се контролира. Он не може 900.000. Бидејќи знаеме колку е гласачкото она слепо партиско тело на двете големи партии, све останато е граѓанство кое е по слободна волја. Ќе ти кажам една народ се уште има страв дека кога гласа позади параванот ќе му дознаат за кого гласа. Сите тие исчезнувачки пенкала, сите си ги пласираат овие големиве за да си го заштитат лепчето. Значи луѓе, јас ви викам да пробаме еднаш у 30 години да гласаме за човекот, за тој што го гледаш секој ден у продавница вамо тамо. И ако не бива, значи колкава штета може да ти направи тој човек за 4 години, што овие за 30 не ја направиле. Пробајте за да видите. Мрзата ви ја зема државата. Мрзата. Едини пат кога мрзата играла у наша
у наша полза е референдумот, која не требаше да се излезе. Тогаш заврши работа. Најинтересно е младите ја напуштаат земјата, а знаеме мојата теза е дека студентите се секогаш носечките движења на големите промени во едно општество. Ние кај нас студентското движење со шарената револуција, мислам дека толку се обезличи и сега никаде ги нема. Кукаат и плачат младите луѓе, не им се допаѓа, ама па од друга страна не излегуваат на гласање. Како да се мотивира македонскиот гласач кој нели го бедуваат, исти се и едните и другите ово. Знаеш што е проблемот? Проблемот е што до сега, ја колку што памтам, а памтам многу избори, уште од малолетен кога бев први и втори избори, па до сега. Не е во прашање мотивацијата толку, нити па е во прашање дали ќе излезат млади, стари, средни или вакви или такви. Ако младите, јас велам на секој човек, не си ти венчан за Македонија, ти можеш да бидеш македонец и во Шведска. Така. Ако таму си ја најдеш среќата, супер, не плачи дека Македонија тебе нешто ти должи. Бе сум завршил факултет, нема работа. Нема работа и у Њујорк за доктори на науки. Нема работа ни у Берлин за доктори на науки. Значи, нема работа никаде. Ако земеш Тесла, сегде има работа. Ако земеш Чекан, сегде има работа. Сега ти си решил да дојдеш до некој ниво. Зашто државата не ме ангажира? Па ако ги ангажира сите државата, кој ќе ви ја плаќа платата? И сега безобразни се наоѓаат политичкиве партии, од наши пари си даваат за политичка кампања. Ја имам колку што имам пари во џебот, толку ми е кампањата. И сега некој ми вика, ти си слуга на Заев, ти си слуга на Мицкоски, ти си слуга на овој. Некој има образ да ми го каже тоа, што од моите, твоите, на Камерманов парите зема за да прави скапи спотови, за да ти каже тебе дека јас сум слуга на некого. Тоа е политичко безобразие и ние во втората фаза на нашето дејствување ќе се залагаме оваа пирамида, финансирање на партија од буџет, да се укине. Значи, ти ако си партија, собирај си членарина, барај донации, од буџет имаш пари нула, бато, нула. И после, јас со нула у џеп, ти со нула у џеп, ќе се видиме. Некои викаат, не чини изборниот систем, не чини ова, не чини она. Најдобар изборен систем имавме првата година, 120 изборни единици. Тој човек што живее до тебе, тој го гласаш. Не од Скопје да ти се мести носител во Охрид, у Радович, ваму таму. Од кај што си од таму, 120 пратеници, 120 изборни листи. Дур не го вратиме тоа, немаме држава. Ова што го правам јас е чекор во таа насока. Значи, да видат луѓето дека не е све црно. Има некој што не го заборавил нити знамево, нити му е северна реалност. Кога таквата опција ќе ти се појави на ливчето, срцето ќе ти отиде на кај моето бројче. Затоа што вие реалистиве ќе асфалтираат северна, тоа им е плафонот. Ќе прават канализацијски цевки. Имаш еден, малце го тролав, еден од против кандидатите, имам да ви соопштам добри вести. Вика, за калта и канализацијата во Ѓорџи. И се нека ми прости публиката, викам, ако добри вести му се кали гомна, што се лошите вести? Нешто имал да ни соопшти добри вести. И све тоа он у северна ќе го прави и луѓето мора да сватат дека ова што го правам јас, ова може да го направи секој човек. И еден наш активист, го поздравувам, Никола Ќурчиев, 3 табли имаше скршено као приватно лице. И 3 пати го фати и 3 пати плати казна. Поентата е, ако јас ја тргнам таблата со северна и да дополнам и цела комуникација на општината на Ѓорчи и сигнализација биде со Република Македонија и ова знаме се вее пред општината, тоа е веќе не е вандализам. Тоа е политичка порака. Луѓето што викаат, ова е само за канализација, за вентилација, за ваму, за таму. Јас имам еден убав инструмент на располагање во Ѓорче Петров. Тоа е референдум. Како што се прави референдум? Дали да има
контейнери вамо, дали да има не знам што вамо, така се прави референдум, дали општина, дали Ѓорче Петровци сакаат да живеат во Северна Македонија. Ѓорче, ако ми изберете мене, ќе биде првата слободна територија. А ако гледаат некои кандидати, ако го гледаат ова, викајте дека нема да го правите ова што сум ја. Кога ќе застанеш како градоначелник, направи го ова. Вака паѓа Северна. И после кажувајте ми за цевки, за ова е било Северна. Значи види, ја да не ме разберат луѓето погрешно. Опасноста од ова што го најавувам, зборам и ќе го направам, ми е тотално јасна. Знам дека може да ме уапсат, знам дека може да ме малтретираат, знам дека сега може 3 штаботома надвор да ми ја кршат колата, све тоа го знам. Ја идам, јас сум таков. Значи, кога ќе зацртам нешто, не се враќам назад. Зошто го правам ова? Затоа што и ти, Јанко, и јас, ако сме паметни, не сакаме на децата да им го оставиме најголемиот долг во животот нивни. Тоа е робството. Еве, денеска гледаш дека размислуваат ЕУ да ни ги укине визите, да ни ги врати визите, тоест размислуваат. Од завчера размислуваат да ни соопштат дека ќе нема веќе проширување. Така. И сега доаѓаме од ситуација кога сме биле Република Македонија. Сега ќе доаѓаме до ситуација па што ја рушевте Југославија ако до ова дојдовме. Сега доаѓаме до ситуација пред 10 години. Шенгенот. Пред 10 години во режимот имавме визи само со Англија и со Америка. Со никој друг. Со Грција ги надминавме визниот режим. Денеска се збори 4 години во владењето на слободариве, се збори за враќање на визниот режим за Западен Балкан. Таму сме дојдени. Задржиш се уште малце на локалното, а ќе ти давам после избориве една цела емисија, мислам. Мене ми е супер твојот елан затоа што малку остана од патриотизмот, ја имаш таа енергија. Како ќе ја издиши малце, те удри адреналин и те разбирам. Супер. Значи прилично емотивно збориш и искрено, толку можам да детектирам. Како ќе реализираш оваа програма? Сепак покрај себе ова имаме општината има секојдневни комунални проблеми, има секојдневни кои треба се решават. Дали се тоа кучиња, дали е тоа улично насилство, дали се тоа буквално оние градежни дозволи овде ќе се гради, како ќе се гради. Тоа се сложени, не е едноставно општина водење. Абсолютно. Ја мислам дека да си у парламент е полесно. Господин, излезеш од тере, ги сите у 3 лепе, одговорница и врати се. Тоа е полабава функција. Овдека треба со луѓето да ги погледнеш, они имаат конкретен проблем, он не иде у парламент за ова да го реши. Точно. Јас, 8 точка од мојата програма е една од тука да завршиме веќе од полесно што се реализираат е овој телефон ќе има уште една картица у него. Уште у понеделник ќе објавам таа нов број. Секој човек во секое време ќе отворам Вибер, ќе може да ме добие на Вибер и заедно со него да одиме сега како кандидат за градоначелник, да го видиме проблемот, да го снимеме и да го ставиме кај мене у емисија. Јас не можам, нити некој може да ги знае сите проблеми на општината од надвор. Затоа што прво не знаеш претходниците што оставиле вамо таму и тоа мене не ме спречува. Значи и да оставиле општинска благовизија врежба. И општинска благовизија и да оставиле 0 денари и да оставиле минус денари, јас градоначалникот не е тука да дава изговори, туку да дава решенија. А ти не, прво, програма е нешто најглупаво, пошто ти не можеш да знаеш другата година што ќе се деси. Може поплава ќе фати и сите ти пари што си ги планирал за паркови и ветувања што си ги дал, отидоа у воздух. Може си едноставно неспособен, може си мрзлив. Но што мислиш, што е клучно што треба да се направи дури и метеор да падне? Што е она што е клучно од комунални проблеми на Ѓорче Петров? Ѓорче Петров се уште има, например, еден горлива ситуација со тој сообраќај, деца гинат и така натаму. Имаме заобиколница која требаше ова да го реши, да не биде Ѓорче Петров автопат, не се реши. И натаму тој проблем остана една. Требаше Ѓорче Петров да една приградска семејна населба да биде. Значи, ако си одел на кај Ново село Волково, Кучково, тоа е една питорескна слика. Значи, многу убаво и луѓе одат таму. Имаме, не знаат луѓе дека у Ѓорче имаме водопади. Сите и да Смоларски вамо таму. Водопади имаме во Ѓорче. Не знае, браво. Значи, природа е една убава.
Мислам дека Извини, каде е ова бе? Ќе ти кажам после емисија. Ќе ти покажам и слика, ќе се зачудиш. Значи, имаме една банална ситуација што мислам некам да го трошам времето да ти кажам. Да, си го користам до макс. Кнап, ворете. Имаме една ситуација банална во која ние што ги ние зборам народот, што ги даваме парите, треба да земеме еден каталог, тоа е баналност на програмата, јас имам една цела емисија направено, една цела епизода направена во и ти треба да отвориш се во програмата и да видиш од 200 нешта што ти обеќал Батево, па добро, еве тука мислели на мене, едното ми се свиѓа. Не, обратно функционира локалната самоуправа. Ја ќе бидам градоначалник, што сега ви кажувам, сега на кај Јанко и на други места ќе повторам. 4 дена ќе бидам како што одам кампањава пешки со овие патеки. 4 дена ќе бидам на терен, Вибер линијава функционира и меѓу луѓето. Значи ќе идам од општинската зграда со овој ранец. Еве тука ми го тргна. Со тој ранец таму ќе одам пешки меѓу граѓаните. Мора да сватат луѓето дека политичарот е нивни слуга. Не треба он да им даде каталог од кој они ќе тоа неа вон од они ти да си одбереш каква шминка сакаш. Значи ти имаш, тебе ти треба сите викаат, абе градинки ќе направиме, градинки. По-глупа работа нема у животот. Значи јас ќе ти кажам со градинките мое лично искуство. Кога јас го добив првото дете, немаше место во градинките во Ѓорче, ни во една, ни во втора, ни во трета. Зашто немаше место? Затоа што во даден период од времето луѓе решиле да се размножуваат. Кога помина таа генерација на тој некој, знаеш, има периоди кога поише луѓето се валја од благодетот од ситуација или генерацијата така доаѓа. Или Барселона кој ќе освои купот така нешто, немој Барселона жити се. Да, добро, извини која се. Реал, одлично, тоа е мој. И тогаш немавме вакви. Што направив ја? Отидов у првата градинка по пат што ми е за некоја работа, што беше дури во Карпоштри, и таму го запишав детето. Таму знаеш колку деца имаше? 6. Затоа што таму луѓето у тој даден период помалку се размножуваат. У истата градинка денеска е пуна, но друга градинка кај што беше претходно пуна е вако, се заситува тоа. Значи ти можеш да направиш теоретски 10 градинки во кои 3 години ќе имаш деца и после ќе немаш. Твојата последна порака за гледачите? Мојата последна порака за гледачите, наместо да ви нудат каталози на нивни желби, што вие сакате да ги остварите, направете ги политичарите ваши слуги. Значи тоа се они. Од ваши пари е кампањата, од ваши пари се спотовите, од ваши пари се девојчиците од Београд што ги носат и камерманите од Бугарија што ги носат. Тоа све ние го плаќаме, луѓе. Барајте од нив за вашите пари што се буџетот на општината да прават вие што сакате, а не да ви дават нивна листа на желби, тротинети ќе во патеки ќе правиме. Ене ги 100.000 патеки за точаци, 3 точаци нема. Ама тоа беше и ушарената револуција. А јас што возам точак 40 години и што не поплакав за патеки. Ја кога растев немаше ни патеки, немаше ни тротоар. Ама возевме точаци. Барајте го она што ви треба. Не да избирате од каталогот на ветување на партиите. И само така, со максимално достојување на собствените принципи, да разберат политичарите дека парите се ваши, наши се парите. И ние ќе се прави со парите тоа што ние сакаме, не тоа што вие ќе ни предложите. И да ги држите на одговорност. Она што заборев да ти го кажам. Пешачењето што го планирам низ Ѓорче, 4 дена ќе бидам пешки низ Ѓорче како градоначелник, еден ден ќе доаѓам понеделник или петок на потпишување. Мора да се тргне мистиката меѓу политичар и човек. И човек е тој како вас, само што го ставиле во одело за приликата и го направиле со фотошоп на билбордот. Истиот човек е тој, од крв и месо. И тој мора да биде кај тебе, не да игра шах со замислени пензионери и глумци, туку секој ден да биде со вас, така ќе ги знае вашите проблеми. Со 15 дена шетање и со најави, имам јас голем тим што ќе работи за мене. И големиот тим што ти смисли, градинки фалеле. Еурека. Барајте си ги тие работите што ги сакате, затоа што се работи за наши пари.
Од наши пари све ова се прави. Кој Тоа број треба да заокружат? 26 во Ѓорче. Сашо Панговски. Сашо Панговски и листата на советници, кои се исто луѓе што ќе ги видите у Гиго-трейд. Кој е носител? Митко Раваџиски. Што е Гиго-трейд? Продавница малска му е. Ти благодарам за презентацијата на твојата програма и твојата идеја. Ти благодарам за можноста. Фала, Дијанко. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, а поради зголемениот интерес, после овој разговор ќе имаме уште еден гостин кандидат за локалните избори. Бидете така.